Gospodine Gruevski, najpre hvala što ste pristali da govorite za televiziju Pink. Zadovoljstvo mi. Ono što zanima gledalce u Srbiji, to je zašto je po vašem mišljenju za Makedoniju loše i za vas neprihvatljivo da bude formirana vlada Zorana Zajeva i njegove partije sa albanskim partijama uz korišćenje tiranske platforme. Šta je to što je tu toliko neprihvatljivo i loše za Makedoniju? Благодарам на прашањето. Има неколку работи зашто граѓаните во Македонија и ние како политичка партија се спротивставуваме на тоа што СДСМ и партијата ДУИ го прават. Имено како прво платформата дојде после изборите. СДСМ кога отиде во избори не кажа дека ќе прифати таква платформа со такви точки, со такви детали во неја. Тие нешто најавија околу двојазичност, најавија околу можна кантонизација, но подоцна тоа го негира во текот на кампањата и велеа дека ние тоа сме го измислиле и дека тоа дошло од мојата глава и дека тоа е само во мојата глава. Така што многу луѓе им поверуваа. Си рекоа ова е кампања, можеби ВМРО прави кампања со цел да ги намали гласовите на СДСМ. Но по изборите се отиде многу подалеку од она што се наслутуваше од нивната реторика во предизборниот период. Имено СДСМ одлучи да прифати платформа која што е создадена во друга држава по иницијатива на друга влада, на владата на Република Албанија. Вчера имавме можност да слушнеме како партијата Движење Беса објави дека иницијативата и се што требало да се подготвило од албанската влада од премиерот Еди Рама и дека тие биле поканети таму да разговараат и на крајот да ја прифатат. Така што станува збор за платформа донесена во друга држава, а се однесува на нашата држава. И тоа е нешто што не кореспондира со уставот, не кореспондира со нормалните текови во политиката во било која земја во светот. Замислете вие за вашата држава, некој да донесе платформа во друга држава, да поминат изборите и отпосле некоја партија да ја прифати и да ви каже тоа што зборевме во изборите нема врска во кампањата, сега ова ќе го работиме. Значи првата работа е што се работи за платформа донесена во соседна држава, во Тирана, под покровителство на владата на Тирана, односно премиерот Еди Рама. Втората работа е што СДСМ не ја најави во својата кампања, односно на неколку наврати спомна некои детали, а потоа ги негираше. Кога ние почнавме да зборуваме за тие детали, како што е двојазичност на цела територија, тие ги негира и не напаѓаа нас дека тоа им го подметнуваме. Третата работа е што практично СДСМ е уценета. СДСМ сака по секоја цена да дојде на власт, иако ги загуби изборите. Најголемиот број од гласовите на македонците отидоа кај ВМРО-ДПМН. СДСМ беше поразена. Иако имаше голем број на гласови, дел од нив македонски, дел албански, сепак тие немаа мнозинство. Така што со оваа коалиција на некој начин македонците во Република Македонија, мнозинството македонци ќе бидат во опозиција. Мнозинството албанци ќе бидат на власт. Ние во 2008 година направивме еден принцип кој што беше побарање на партијата ДУИ, за кој што цели 2 години јавно апелираа дека е нужен и дека треба да биде составен дел на нашата мултиетничка демократија. А тоа е победникот кај македонците секогаш да коалицира со победникот кај албанската етничка заедница во Македонија како најголемо малцинство во Република Македонија. Иако во другите демократии низ Европа тоа не е принцип, многу странски фактори, Европската комисија, нивните представници тука, представниците на САД и други, не убедуваа дека нашата демократија, бидејќи мултиетничка, има посебна специфика, која треба да биде вградена во нашиот систем, демократски систем. И по известно време ние тоа го прифативме и верувавме дека тоа ќе остане за секогаш, а не дека ќе биде само за време додека му е потребно на ДУИ. Сега се случи ситуација кога ДУИ може да одбере помеѓу победникот и поразениот кај македонците и го одбра поразениот, а мнозинството македонци кои што гласаа за ВМРО-ДПМН сака да ги испрати во опозиција. И затоа е револтот на граѓаните, затоа граѓаните се револтирани заради овие причини кои ги наброев. Građani su prihvatili sa oduševljenjem ovi koji protestuju odluku predsjednika Ivanova da ne dodeli Zoranu Zajevu mandat, kako kaže on, takvom koalicijom uz tu platformu narušava integritet i suverenitet Makedonije. Sad, posle toga,
predstavnici partije Duj, Ali Ahmeti, zapravo rekao je da oni imaju plan B kako da dođu do formiranja vlade kroz Skupštinu, iako predsednik nije za evo dodelio mandat. Da li znate nešto o tom planu B i šta će dalje da se dešava, kuda će sad stvar da se odvije u parlamentu? Јас не ги знам плановите Б на СДСМ. Точно е дека народот во огромно мнозинство го прифаќа тоа што председателот Иванов го објави и сака нештата да се одвиваат согласно Уставот. Затоа што оваа платформа, елементите на таа платформа се противуставни. Голем број од елементите на платформата се спротивни на Уставот на Република Македонија. Народот тоа го препознава, го знае и гледа дека се работи за одредено сценарио во кое што се сака да се направи бинационална држава, во која албанците ќе имаат една попривилегирана, далеку попривилегирана состојба споредно со другите етнички заедници во Македонија, како што се турците, србите, ромите, власите, бошњаците и останатите етнички заедници кои живеат во нашата земја. Така што планот Б на кого го кажавте на Ахмети, ако добро ви разбрав, може да, не знам каков е, но тој треба да биде согласно Уставот. Треба да биде согласно законите и да не биде спротивно на волјата на народот, затоа што партиите излегуваат на избори за да добијат поддршка од народот. Ако партиите во декември излегле на избори и го измамиле народот, а веќе во јануари тоа се станува очигледно, тогаш се нарушуваат основните вредности на демократијата, се кршат демократските принципи. А кога демократијата се крши, доаѓаат анархични чекори, кои што не се добри, така што народот со право протестира. Јас потполно го разбирам односот на граѓаните на Македонија. И сад, шта е излаз из ове ситуации? Дали су нови избори пут кој би могao да води ка решењу? Видимо да СДСМ сматра да то nije добар put. Ako sam dobro shvatio, vaša partija se zalaže za nove izbore. Nedavno su bili izbori. Šta значи, ние имаме две понуди до СДСМ и мислиме дека тоа е една од тие две најдобриот излез. Првата понуда е да имаме предвремени избори. Да подсетам, ние и онака мора да имаме избори во мај месец оваа година, затоа што ќе имаме локални избори. Завршуваат 4 години од преходните избори локални. Така што и онака ќе имаме изборна атмосфера, и онака ќе се организираат избори, ќе се трошат пари за тоа, партиите ќе бидат во кампања и кога веќе ќе имаме локални избори, ова е добра шанса СДСМ со оваа платформа што е прифаќа да излезе на парламентарни избори кои би биле во исти ден и со локалните избори, за да не се трошат посебни ресурси, пари, мотретирање на граѓаните со кампањи и така натаму. Значи, тоа е едниот излез, да имаме предвремени парламентарни избори на кои што СДСМ ќе истакне оваа платформа, ќе ги каже незините детали и граѓаните ако мислат дека тоа е добро, нека гласат за нив, доколку победат, ние нема да имаме ништо против, ќе се повлечеме во опозиција и тоа ќе биде одлука на народот. Ние сме партии кои што мораме да ги почитуваме граѓаните, народот. Вториот излез е, доколку и тоа не сака да го направат, што е најчиста варијанта, тогаш им нудиме варијанта со обзир дека станува збор за партија и водич на партијата кој што е уценет и кој што по секоја цена сака да дојде на власт. Ние му нудиме, доколку го изберат албанските партии на власт, да се откаже од платформата и ќе добие поддршка од ВМРО ДПМН како малцинска влада. Значи, неговите 49 пратеници и нашите 51 пратеник вкупно се 100 пратеници од севкупно 120 во македонскиот парламент. Таа малцинска влада ќе ја поддржиме под услов да се откаже од платформата, од сите штетни и неуставни елементи во таа платформа. Значи, тоа се два можни излези за Заев, зад кои што би застанале ние и мислам дека би застанале најголем дел од граѓаните. Сте добили одговор на ту понуду за мањинску владу, поддршку мањинској влади? Па, од СДСМ доаѓаат некои чудни пораки, кои што најмногу наведуваат кон тоа дека не прифаќаат такво нешто, иако не е тоа најјасно и најкристално објаснето. Добро, и да се вратимо на граѓане кои протестуju. Danas je bio 6. ako se ne varam, dan protesta. Prvih 5 dana i ovog 6. dana sve je proteklo mirno, ali je u četvrtak, čini mi se, pojavila se priča da
Skoplje čeka krvava subota, da će doći do nekih nereda na ulicama. Danas je ipak sve na sreću prošlo mirno, pa mi možete reći da li će tako ostati i nadalje po vašoj proceni, da li preti nekakva nestabilnost Makedoniji i eventualni ulasci u sukobe, bilo kad je reč o demonstracijama, bilo onome što pričaju neki faktori iz inostranstva, da je jedna od opasnosti da dođe do sukoba po etničkoj osnovi. Во Македонија има сериозни политички тензии, затоа што народот се чувствува измамен. Кога народот се чувствува измамен, на 1 месец после изборите или на 2 месеци после изборите, тој реагира, во секое демократско општество реагира. И тоа создава дополнителни тензии, особено кога оние што го измамиле и понатаму го потценуваат тој народ и понатаму прават планови како да ја заобиколат волјата на народот. Секое заобикување на волјата и изборна измама во секоја демократска држава создава револт и создава тензии. Јас сметам дека треба да се следи волјата на народот, дека не може да се насадат некои работи во земјата со сила донесени од друга држава, дека не смееме да имаме уценувани политичари кои ќе станат премиери. И во тој дух, јас само ја повикувам опозицијата да го следи народот. Ние ја следиме волјата на народот и ќе продолжиме да го правиме тоа. Добро, ќе остати мирно све. Јас се надевам дека ќе остане мирно, односно се надевам дека СДСМ ќе престане да си поигрува со волјата на народот и да го предизвикува. Многу е лошо кога во една демократско општество, една политичка партија, уценета и со желба по секоја цена да се дограби до власта, си поигрува со народот, врши изборна измама. Ова е огромна, крупна изборна измама. И затоа народот реагира и, како што гледам, ќе продолжи да реагира. Hvala vam najlepše što ste govorili za televiziju. Mi беше zadovoljstvo i благодарам.